Недостатокот на работата на оваа комисија е фактот што опозицијата не учествува и не случајно на самиот почеток од работата на оваа комисија во 2014 кога е основана, не одржавме ни една седница, еко формална можевме да одржуваме седници како комисија. Не го прифатав тоа и на експертите им го објаснив. Истото прашање го поставија и експертите од странство. Која е пречка да не ги спроведете вашата законска надлежност како пратеници, како личности? Пречката беше во деловникот вели дека не можеш индивидуално да одиш да вршиш надзор, туку треба да има одлука на комисијата. Формално правно ова е пречката. Нито јас нити ти не можеме да одиме во Министерство за внатрешни или во Царинската управа или управата за финансиска полиција да им кажеме ние сме пратеници од комисијата и сме дошле да извршиме надзор. Зошто? Ке не прашат. Формално таа работа не ни го дозволува деловникот за работа. Сакале или не да го признаеме. Аспектот на неодвоеност на власта од институциите или партијата од институциите не е новина од последните избори, предвремени парламентарни. За жал, ние денес сме во оваа состојба како држава, затоа што во континуитет од еден во друг состав се проследува неодвоеноста на партијата од институциите, без оглед во за кое време говориме. Вклучувајќи го и субјектот кој го застапувам јас. Затоа што надлежностите, основните надлежности на институциите врз кои функционира оваа држава се предвидени со устав и властите се одвоени. Значи формално. Законодавна, извршна и судска власт. Но практички дел од таа дефиниција ја правиме ние самите со деловникот. Зошто? Да имам причина за да не бидам утре на работа.